Се помалку време останува за избор на нов гувернер на Народната банка. 7-годишниот мандат на Анита Ангеловска-Бежовска истекува за неполни 2 седмици, а председателката Гордана Силјановска-Давкова се уште нема одлучено околу нејзиниот избор и не излегла со конкретниот предлог за кандидат кој ќе треба да го гласа собранието и кој би ја преземал функцијата. Во игра за нов гувернер се повеќе имиња на професионалци во банкарската фела и во светот на финансиите. Гувернерката се уште нема соопштено дали сака да се трка за нов мандат, на што законски има право. Првата опција е токму тоа, таа да биде реизбрана на сегашната функција. Таа во изминатите 7 години се соочи со бројни предизвици, да се соочи со последиците од ковид кризата и војната во Украина, што предизвикаа раст на инфлацијата. Не само што неколку пати ја зголеми основната каматна стапка, туку и воведе законски измени за да се зајакне стабилноста на банкарскиот сектор во земјава. За време на нејзиниот мандат беше направен историски чекор во поглед на прекуграничните плаќања кога Македонија стана членка на единствената област за плаќања во евра СЕПА, но една од црните дамки во изминатите 7 години е и пропагањето на Евростандард банка во 2020 година во неголемиот ек на пандемијата. Едно од најисторените имиња за избор на нов гувернер е и поранешниот министер за финансии во претходната влада на ВМРО ДПМН Зоран Ставрески. Тој својот кариерен пат го почнал токму во Централната банка, пошто стана државен секретар, а потоа и министер за финансии и вице-премиер за економски прашања. Неговата биографија вклучува и работа во Светска банка во Вашингтон, каде што бил водечки економист за развојни политики во оделението за операциони политики и услуги во земјите членки. Неговиот претходник на местото министер за финансии Трајко Славески е исто така едно од најсериозните имиња за прв човек на НБМ. Тој е долгогодишен почитуван професор на економскиот факултет во Скопје и актуелен претседател на Советот на град Скопје. Поранешната вице-гувернерка на Народната банка Маја Кадиевска-Војновиќ е исто така сериозен кандидат за посекуваното место гувернер на Народната банка. Таа има сериозно долгогодишно искуство во областта на монетарната политика. Во моментов е членка на надзорниот одбор на КИПС, како и член на надзорниот одбор на Стопанска банка Битола. Според законските прописи, гувернерот се избира на предлог на председателот на државата, а се гласа во собранието на Македонија, за што е потребно просто мнозинство или 61 глас од вкупниот број пратеници во законодавниот дом. Гувернерот има основна задача да ја представува НБМ, ги представува монетарната и политиката на девизен курс, одлучува за издавање дозволи за финансиски институции, ги одзема дозволите, ги контролира банките и слично. Очекувањата се дека нема многу да се чека на избор на нов гувернер и дека предлогот на председателот наскоро ќе пристигне на гласање во законодавниот дом.